Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Суштината на молитвата и погрешните разбирања за неа. Евангелската побожност го свртува своето внимание кон болната потреба на светот, но при тоа ни најмалку не се повлекува од општественото служење кое се темели на молитвениот живот. Молитвата е вистинска душа на верата и секој што ја занемарува, ја усмртува вистинската вера. Јосиф Ситлер рекол: љубовта е хоризонтално делување на верата, а молитвата е вертикално делување на верата. Молитвата е дар и заповед. Таа е заповед што можеме да ја исполнуваме, зашто сме оспособени со Божјата благодат која е излеана во нашите срца. За Џон Престон, молитвата е трпеза на милоста и затоа може да се каже дека човекот со многу молитви е човек на многу милости. Главните предводници во реформацијата, како и водачите на евангелистите подоцна, биле луѓе кои се молеле исправно. Мартин Лутер се молел секој ден по неколку часа. Филип Спенер пред зората секогаш се молел, а потоа го собирал своето семејство и заедно се молеле со него. Џон Весли станувал секое утро на молитва во 4 часот и размислувал. Големите мисионерски пробиви помеѓу евангелистите во 18 и 19 век се темели на застапничките молитви на понизните и вистински предадени луѓе на Бог. Но треба да се нагласи што е тоа евангелско разбирање за молитвата, кое што треба да се разликува од молитвите на примитивните религии, па дури и од молитвата на мистиката. Фридрих Хайлер во своето дело Историја и психологија на молитвата истакнува 5 категории на молитви во религиозниот феномен, кои можат да се практикуваат во сите религијски движења ако не се разбере суштината на молитвата. Прво, примитивна молитва. Примитивната молитва е мотивирана со страф и потреба. Таа молитва настојува да убеди, па дури и да управува со Божјата моќ или со моќта на своите замислени идеи во умот. Таква молитва не сака да се подреди на Божјата волја, туку ја испробува својата волја за да се спроведе во барањата и може да се каже дека е еден вид испитувачка молитва. Нејзината цел е да се постигне некоја видлива полза во овој свет и да се избегнат страдањата и неволите. Второ, обредна молитва. Обредната молитва се формализира само на спонтани молби на примитивна религија, при што магискиот елемент е видлив во неа. Таа е поврзана со секој вид обред и се моли само при обред. Свештениците употребуваат многу празни повторувања и се идентификува со вражачките облици. Исус на овој вид молитва ги предупреди фарисеите дека, поради многуте повторувања во молитвите, да не мислат дека ќе бидат на таков начин послушани од Бог. Трето, филозофска молитва. Филозофската молитва се темели на резигнација, односно на рамнодушно помирување со судбината. Нешто што не може да се избегне. Во неа е присутна потиштеноста, која е производ на рамнодушноста. Затоа има многу размислување во неа. Тоа може да го споредиме како молитва во мистицизмот, каде што многу се размислува во обожување на бесконечното и вечното божество. Па доколку има молба со зборови, тоа представува понижување или тоа е телесна категорија на молитвата. Четврто, пророчка молитва.
Пророчката молитва се поврзува со библиската вера, која содржи спонтани молби кои се прават поради љубов и потреби, како и поради остварување на Божјата волја во овој свет. Таа молитва е со излевање на своето срце пред Бога, а потоа воздигнување на умот кон Бог. Се темели на идејата дека Бог е личност кој слуша и одговара на молитвите кои произлегуваат само од искрени срца, иако е слободен да одговори на свој начин и во свое време. Овој вид на молитва е сроден со нашето разбирање за евангелската молитва. Петто, вистинската евангелска молитва. Евангелската молитва не е само резигнација во смисла со помирување на судбината, дека ништо не може да се промени со нашата молитва. Ниту е пасивно подредување, туку таа е борбена и освојувачка пред Бог или борба со Бог, како Јаков што се бореше. Со што се бара промена во народот и постепено да се спроведе Божјата волја на подобар и поефективен начин во животот. Божите цели и крајната намера се непроменливи, но неговата непосредна волја е променлива. Затоа имаме докази во Библијата со животот и продолжување на животот на Езекија за 15 години, така што може да се влијае со молитва и да се менуваат нештата. Молитвата е сооднос син-татко и подразбира диалог во кој човекот предлага, а Бог одредува. Еве што е запишено во пословици. Човекот го подготвува своето срце, но од Господ е одговорот на јазикот. Ждрепката се фрла во скутот, но од Господ е секоја одлука. Таквите молитви често пати добиваат облици на прашања пред Бог. Например, Мојсеј прашува: зошто, Господе, му нанесуваш штета на својот народ? Разбуди се, Господе, зошто спиеш, Господе? Бог сака да ги разбереме неговите одлуки, но сепак ние ги разбираме ако прашуваме и истражуваме. Бог сака својата намера во светот да ја реализира преку молитвите на своите деца. Бог ги знае сите наши барања и потреби пред да го помолиме за нешто. Но тој сака сите работи да ги споделуваме со него и да имаме заедничка соработка за да се исполнат нашите потреби. Има моменти кога треба да се покориме, но има моменти кога треба силно да се застапуваме во молитвите. Ова подредување не е пасивно препуштање на судбината, туку препуштање на нашите желби и барање во рацете на живиот Бог, тој да одговори на нив како сака и кога сака. Вистинската молитва не е исполнета само со барање, туку и со благодарност, признавање и обожување со песни или величање на Божјото име. Молитвата, според некои теолози, треба да почнува и да завршува со обожување на Божјото име, зашто во поинаква смисла би биле себични и усмерени само на потребите без стравопочит кон Бог. Бог сака да ги чуе нашите благодарности, кои произлегуваат од длабочината на нашите срца. Сака да ги чуе нашите признавања. Затоа треба да се има на ум дека пред благодатниот престол не доаѓаме во нашето име, туку во името на Исус Христос, нашиот застапник, така што секоја молитва треба да биде во името на Исус, а не во името на нашето синовско право, зашто тоа синовско право ни е дадено преку Исус. Многу луѓе размислувале што е тоа молитва. Молтман смета дека човекот не може да се моли на Бог, туку само во Бог и Божиот дух. Шлајмајхер смета дека делотворната молитва треба да биде во облик на славење и размислување. Тилих пак смета дека молитвата треба да биде само вдлабочување во битието, а не менување на Божјата волја со молитва.
Некои други сметаат дека молитвата треба да биде како еден вид искуство на воздигнување за вклопување со бесконечното. Потоа за други молитвата преку молитвата сакаат да се запознаат самите себе на подобар и нов начин. Некои трети во молитвата бараат можност за некое внатрешно прочистување и освежување за мир и спокојство на душата. Но, вистинската молитва не е магична формула. Таа е средба со живиот Бог и разговор со Него, при што Божиот дух не оспособува за разговор. Тој се моли за нас со неискажливи воздишки, кога ние не сме во состојба да ги кажеме нашите потреби. Молитвата не е воздигнување од наша страна кон Бог, туку Божјо спуштање кон нас, така што средбата се остварува на наше ниво. Исаија вели: "О, да ги раскинеш небесата и да слезеш, за да им го јавиш своето име." Со излевање на Неговиот дух, ние ја согледуваме својата немок и незнаење и ја бараме Неговата милост и помош. Не треба во молитвата да имаме скриени желби за моќ над другите или за прикажување пред другите дека имаме посебен сооднос со Бог. Туку бараме искрена сила од Бог за да ја спознаеме, Неговата мудрост и да им служиме на другите на подобар начин, а тоа бара дополнителна сила. Молитвата со време траење добива неизбежен облик на одредени потреби, без вистинско чувство за онаа кое се молат христијаните. Но кога Духот Свети го пробудува срцето, тоа вика кон Бог на сет глас како мало дете и бара она што му е потребно. Тогаш молитвата влегува во сферата на библиската и пророчката молитва и започнува вистински разговор со Бог. Не треба никогаш да се препушти ситуацијата на емоциите. Туку добро е црквата да има организиран облик во сите области, па дури и во молитвата. Народот треба да го слави Божјото име и да го слуша Божјиот збор. Христијанската молитва пред се е интимна и јавна. Интимна молитва е излевање на секое срце лично пред Бог, без некој да е присутен, освен ти и Бог. Јавна молитва е она молитва каде што христијанинот се моли пред сите во црквата и ги изнесува општите барања за другите и за себе, доколку има барања или благодарности. Најдобрата молитва е разумно излевање на срцето пред Бог и молитва во заедништво со Светиот Дух. Апостол Јуда запишал: "А вие, возлюбени, изградувајте се себе си во вашата пресвета вера и молете се во Светиот Дух. Духот ги знае нашите потреби и како да го прослави Бог. И кога верникот е препуштен на Светиот Дух, ќе знае да се моли на духовен начин, а не на телесен." Бог нека ве благослови, почитувани слушатели. Амин.